Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Под мотото "Жените и дијабетисот, нашето право за здрава иднина", денеска се одбележува Светскиот ден на дијабетесот. Околу 200.000 граѓани на Македонија боледуваат од оваа подболна болест. Докторите советуваат сите лица што страдаат од дијабетес да прават навремени и редовни контроли на видот, кој меѓу другите органи страда како последица токму на дијабетесот. Со оваа вест ги започнуваме денешните урбани вести, а еве што ќе гледате во нив. Подпишана спогодба за збратимување на Скопје и Сараево. Започна училишните спортски лиги во општина Газибаба. Одбележани 73 години од ослободувањето на Ѓорче Петров. Граѓаните учествуваат во креирањето на буџетот на општина Илинден за 2018 година. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев гостин во урбаните вести. Спогодба за збратимување на Скопје и Сараево денеска подпишаа градоначалниците на овие два града. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов истакна дека Скопје и Сараево имаат слични проблеми како загадувањето, урбанизмот и инфраструктурата и може да се реализира сериозно соработка. Градоначалникот на град Скопје и на Сараево Петре Шилегов и Абдулах Скака денеска подпишаа спогодба за збратимување. На подпишувањето на спогодбата присуствуваше делегација од Сараево и советници од двата града. Сараево е 20-тиот град со кој се збратимува Скопје и е последен град од поранешната југословенска држава. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов истакна дека оваа спогодба представува круна на еден процес кој се одвиваше во текот на една година и изрази благодарност до нивните претходници и градската администрација. Шилегов истакна дека Скопје и Сараево имаат слични проблеми, како загадувањето, урбанизмот и инфраструктурата и може да се реализира сериозна соработка. Овие неколку денови каде што имаме и заедничка дружба и размена на искуства со градоначалникот Скака, констатиравме дека можеме да реализираме сериозна соработка, особено затоа што и Скопје и Сараево го мачат исти или слични маки и нашите граѓани, а тоа се проблемите со загаденоста, проблемите со урбанизмот, со инфраструктурата. Веќе подпишавме, парафиравме една спогодба за размена на искуства помеѓу јавното сообраќајно предпријатие на градот Скопје и градот Сараево во делот на експлоатација на жичарници и размена на искуствата во сообраќајот. Очекувам дека ова ќе биде сериозен инпут на граѓаните на Сараево да го посетат Скопје. Градоначалникот Скака му посека успешна работа на Шилегов и истакна дека ова е добар почеток за соработката меѓу Сараево и Скопје. Тој потенцира дека Скопје е првиот град од поранешна Југославија со кој што се збратимуваат и додаде од и Скопје и Сараево ја негуваат мултиетничноста. Во општина Газибаба денеска започнаа спортските училишни лиги кои годинава се одржуваат по 12 пат. Во спортските игри се вклучени сите основни училишта со вкупно 1500 ученици, кои ќе се надпреваруваат во повеќе спортски дисциплини. По спортската сала во основното училиште Наум Наумовски Борче во општина Газибаба денеска беше означен стартот на почетокот на 12-те поред училишни спортски лиги, во кои се вклучени децата од оддаленска настава. Во спортските игри се вклучени сите 11 основни и едно подрачно училиште со вкупно 1500 ученици, кои ќе се надпреваруваат во повеќе спортски дисциплини. Целта на овие активности е да се спроведат што повеќе вакви активности за децата од оддаленска настава, бидејќи овие деца се базата од каде што ќе произлезат понатаму врвни спортисти. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Ѓоргиевски истакна дека со ваквите настани се анимираат децата што повеќе да се занимаваат со спортски активности, а на крајот од спортските училишни лиги на најдобрите ќе им бидат доделени пехари. На овој начин, вклучувајќи ги младите во спортот, градиме здраво тело, дух, младите се на исто место, се дружат и ова традиција и понатаму ќе ја продолжиме, се со цел да имаме физички исправни ученици од основните училишта. Секако спортот и физички активности се важни и за здравјето. Градиме млади кои што со процесот на
нивното учество со постигнатите резултати ќе постигнеме за успех во повеќе полиња. Ова традиција општина Газева го правила и понатаму ќе продолжи до крајот на учебната година и се надевам дека најдобрите ќе победат во своите дисциплини. Со низа активности денеска во општина Ѓорче Петров се одбележаа 73 години од ослободувањето на Ѓорче Петров. Во Рионскиот парк беше положено цвеќе пред споменикот на паднатите борци од Народно-ослободителната борба, а во Центарот за култура се одржа уметнички хепенинг. Активностите продолжуваат и вечерва со празничен музички хепенинг од хуманитарен карактер. Скопје слободно, Ѓорче гори. По повод одбележувањето на денот на ослободувањето на Ѓорче Петров, општината организираше богата културно-уметничка програма посветена токму на овој ден. Одбележувањето започна со положување свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци од Народно-ослободителната борба. Цвеќе положи делегација од општина Ѓорче Петров, предводена од градоначалникот Александар Наумовски и представници од невладини организации. На 14 ноември 1944 година е ослободено ова наше убаво Ѓорче. Денес навршуваат 73 години од ослободувањето од германските војски и тешката светска чизма на нацизмот. Споменикот пред нас е паметник за 32 партизани кои смело се бореа и загинаа во Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија. Паркот сведочи за минатото и историјата на нашите борци во општина Ѓорче Петров. Партизаните, следејќи ги идеалите на вистинското ВМРО, социјалдемократското, во 1945 година заради сведоштво за учество на населението нашата општина, го даваат името Ѓорче Петров. Активностите продолжија во Центарот за култура во Ѓорче Петров, каде се одржа уметнички хепенинг, а беше отворена и изложба на карикатури создадени во рамките на проектот Доза на сатира за здрава демократија. Изложбата е во организација на Остан, а проектот е поддржан од Американската амбасада во Македонија. Таа ќе биде отворена до 20 ноември. Карикатурите беа создадени на креативните работилници предводени од познатиот карикатурист Драган Поповски, на кој учествуваа ученици од Битола, Скопје, Тетово и Штип. Од денеска до 21 ноември во детската библиотека Другарче ќе биде отворена меѓународната изложба за деца и млади 13 ноември, која е во рамки на одбележувањето на денот на ослободувањето на Скопје. Традиционалната меѓународна ликовна изложба за деца и младинци 13 ноември од денеска е отворена во детската библиотека Другарче. Во изложбениот простор и во холот на објектот се изложени вкупно 350 ликовни творби кои посетителите ќе имаат можност да ги погледнат до 21 ноември годинава. Генерален покровител е град Скопје, а организатори се Детскиот ликовен центар и Градското здружение на ликовните педагози од Скопје. Оваа изложба е во рамки на одбележувањето на 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје. Во општина Илинден се одржа буџетски форум со граѓаните од населените места за дефинирање на предлог буџетот на општина Илинден за 2018 година. Со реализацијата на буџетските форуми што се одржуваат во сите 12 населени места, се утврдуваат и дефинираат приоритетните предлог проекти за работа во наредната година. Со цел поголема транспарентност и партиципативно граѓанско учество во процесот на буџетирање, се отпочна со работни буџетски форуми со граѓаните од населените места за дефинирање на предлог буџетот на општина Илинден за 2018 година. Учесници на овие форуми се граѓаните, членовите на местните заедници, представниците од бизнис секторот, представниците на здруженијата на граѓани, членовите на советот на општината, како и општинската јавна администрација. Со реализација на форумите што ќе се одржуваат во домовите на култура во сите 12 населени места, ќе се утврдат и дефинираат приоритетни предлог проекти и активности за работа за наредната година, согласно приходите на буџетот за 2018 година. Вака подготвениот буџет за 2018 година ќе биде предложен на усвојување до советниците на Советот на општина Илинден од страна на градоначалникот, кој активно ќе се вклучи во работата на буџетските форуми. Пред почетокот на форумот, градоначалникот
Градоначалникот на општината Жика Стојановски рече дека потребите се секогаш поголеми за разлика од буџетот предвиден за годината, но сепак ќе се најде начин и можности за реализација на приоритетните проекти. Граѓаните, жителите од општина Илинден во следниве неколку дена ќе имат можност директно да се вклучат во процесот на планирање и буџетирање, односно дефинирање на средствата кои што ќе влезат во буџетот со ставки кои што ќе треба понатаму да се реализираат. Значи, целта ни е граѓаните да директно учествуваат при составување и дефинирање на буџетот за наредната 2018 година. Со тоа нивно граѓанско учество ние кажуваме дека буџетот на општина Илинден се носи со партиципација на граѓаните, како директни учесници и корисници понатаму на буџетот. Мене ми е драго што граѓаните секојаш точно ги дефинираат приоритетните проблеми и проекти, приоритетните активности кои што треба да следуваат во наредниот период. Градоначалникот Стојановски додаде дека транспарентноста во креирањето на буџетот за следната година општина Илинден ја практикува за да им излезе во пресред на барањата и потребите на граѓаните, со единствена цел рамномерен развој на сите населени места и овозможување на квалитетни услови за живење на сите граѓани. Над 40 слики од 18 домашни и странски автори ќе бидат изложени во Домот на култура Илинден од денеска до 20 ноември. Сликите се создадени на ликовната колонија што се одржава во манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓи во Радовиш. Денеска во Домот на култура Илинден се отвори ликовна изложба на слики од втората меѓународна ликовна колонија во Радовиш Свети Ѓорѓи. Изложбата ќе биде отворена до 20 ноември. На изложбата се представени над 40 слики од 18 автори од земјата и странство, создадени за време на овогодинешната ликовна колонија што се одржа во манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓи во Радовиш. Посетителите на изложбата имаат можност да видат повеќе дела од домашните автори, како Крсте Тарабунов, Душко Коцев, Томе Даневски, Зоран Коцев, Новица Трајковски, Андријана Мациев и други, како и гости од Турција, Србија, Бугарија и Русија. Ми представува огромно задоволство затоа што по втор пат сме гости во општина Илинден и на еден начин можеме да ги представиме сите уметнички дела, кои уметнички дела се создадени на втората меѓународна радовишка ликовна колонија Свети Ѓорѓи. Создадени се околу 45 уметнички дела. Претежно сите уметнички дела се изработени во маслена техника на платно, акрил на платно и комбинирана техника акрил и масло на платно. Планираме дека во неколку града да ја промовираме промовираме сите дела што се создадени од втората меѓународна колонија во Радовиш. На ова изложба сум представен со едно дело. Иначе бев учесник и на прошлата. Прошлата година беше и првата основачката колонија. Оваа година е втора поред. Иначе во делот на оваа изложба спаѓа и портретот на Аца Кораманов, што го подготвувам за Карамановите средбишта ќе се одржат во Радовиш. Со самото почнување на оваа колонија, во самиот почеток веќе се вброи меѓу поубавите и најубавите ликовни колонии во Македонија и поширок. Пред се затоа што се работи за убав народ во Радовиш, добар организатор и местото кај што се одржува ликовната колонија е манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓи во село Раово. Со повеќе активности утре ќе се одбележи светскиот ден на хронична обструктивна белодробна болест, со цел подигнување на свеста и навремено дијагностицирање и подобрување на грижата за пациентите. Во Република Македонија 147.000 луѓе боледуваат од хронична обструктивна белодробна болест. Под мотото "Многута лица на ХОБ", утре ќе се одбележи светскиот ден на хронична обструктивна белодробна болест, а целта е подигнување на свеста, информирање на јавноста за манифестациите, можните последици и превентивните и тераписките можности, со што би се овозможило навремено дијагностицирање и подобрување на грижата за пациентите. Податоците за амбулантски и хоспитално лекувани болни лица од ХОБ на клиниката за пулмологија и алергологија покажуваат тренд на зголемување во последните 4 години.
Во рамки на клиниката ќе се организира работилница за пациентите со ХОП, на која ќе им бидат поделени брошури со информации и совети за подобра контрола на болеста, како и едукација за правилно користење на инхалаторната терапија, со цел да се намалат влошувањата на болеста, а со тоа да се продолжи и подобри квалитетот на животот на пациентите. ХОП представува прогресивна, но истовремено и превентивна и третирачка болест на белите дробови, која доведува до отежнато дишење, наклонетост кон влошување на респираторните симптоми и низа пропратни сериозни болести. ХОП е една од најчестите заболувања во светот. Представува главен растечки здравствен проблем и постепено се искачува на трето место како причина за смрт кај возрастната популација. Што ја очекува општина Карпош со промената на локалната власт и кои се проектите кон кои ќе се насочи новиот градоначалник на општината Стефан Богоев, ќе погледнете во интервјуто што следува, кое го направи колешката Елизабета со градоначалникот на општина Карпош. Добро вечер. Гостин во Урбаните вести денеска е градоначалникот на општина Карпош, господинот Стефан Богоев. Најнапред, добро ни дојдовте во мојата телевизија. Добре, најдов благодарам на поканата. Уна со што би започнала на самиот почеток е информација која што верувам дека ќе им биде од корист на нашите гледачи, а ваши сограѓани. Витивте подобар живот на сите жители на општина Карпош. Еве за почеток, од каде ќе започнете? Што ќе значи тоа подобар живот и кои се оние приоритетни проекти кои што за нијанса можеби ќе им го подобрат животот на карпушани? Најпрво, она што се вели, нели тоа беше и слоганот на нашата кампања, да го вратиме животот во Карпош. Враќањето на животот, јас го започнувам со мојот тим, најпрво со она основното, заштита на здравието и здравата животна средина за граѓаните. Токму во таков период сме сега од годината, каде што пиковите на загадувањето се највисоки, особено во Карпош, во аеродром и во некои делови на општина Газибаба, што значи една од првите работи со кои што и јас и советничката група сите заедно се нафаќаме да ни биде приоритет, тоа е борбата против загадувањето. Овде сепак, да бидеме до крај искрени и реален, не се работи само за нешто што може одвоено општина Карпош сама да го реши како проблем. Тука треба да се настапи тимски. Затоа пред неколку денови имавме средба со градоначалникот на градот Скопје и сите градоначалници од градот Скопје. Потоа имавме уште една координативна средба со истиот состав плюс и Министерството за животна средина и просторно планирање, каде што договоривме некои чекори со кои што сите заеднички ќе настапиме и сите заеднички ќе се обидеме да го решиме проблемот со загадувањето. Тоа е проблем кој што трае со години, проблем кој што не може да се реши преку ноќ, меѓутоа веднаш се впуштаме во процесот на решавање на овој проблем. Тоа всушност, нели, воздухот, здравата животна средина, тие се основната символика на животот, значи баш враќањето на животот во Карпош. Исто така минатата недела и службите инспекцијски на општина Карпош заедно со Министерството за внатрешни работи лоцираа на неколку места граѓани кои што несовесно на отворено палат отпад, кој што е прилично токсичен и отровен за средината. Тие беа казнети и санкционирани. Продолжуваме и со ова темпо, исто така и во нареден период, со дежурни служби кои што ќе имаат за цел да превенираат загадувачи на палат на отворено, и дополнително за овој период во контекст на загадувањето разгледуваме и опција за стопирање на градбите во одредени делови од денот кога е екстремно високо загадувањето, бидејќи загадувањето произлегува и од почвата, односно од градежните активности. Така да ова се првите работи во кои што веднаш се впуштивме и кои што сметаме дека се наитни, бидејќи се работи за здравието на граѓаните. Така, во делот на патната инфраструктура беше многу забележително во текот на предизборната кампања делови од општина Карпош, посебно во руралниот дел, кои што се пожалија на несоодветна патна инфраструктура. Дали ќе започнете или можеби веќе сте започнале со подобрување на истата?
Видите, жално е во 21 век, 2017 година, во срцето на Скопје некој да зборува за несоодветна патна инфраструктура, меѓутоа, за жал да, во Карпош наследив и јас делови каде што има несоодветна патна инфраструктура, особено во руралните делови, како што рековте. Затоа во Бардовци во наредниот период ќе имаме една така, како да ја кажам, офанзива, во која што ќе треба буквално до секој дом да биде или асфалтирано, или поплочено, во зависност од пристапот, меѓутоа луѓето не смеат да одат во кал и во прљавштини повеќе до своите домови. Тоа е во делот што се однесува на Бардовци, исто така во моментов и во делови од Козле, односно улицата Јури Гагарин се работи, во делови од Лае, улицата Франц Прешерн и некои други споредни улички кои што тековно нормално се асфалтираат. Јас и во кампањата реков, еве повторно ќе кажам сега откако сум веќе избран за градоначалник, иако вие прашавте, јас со тековни работи и тековно асфалтирање на улици не планирам да правам некое големо шоу, така да не ви изненади и вас и гледачите. Ако не ме гледате многу често како сечам ленти или се фалам со асфалтирани улици, бидејќи сметам дека тоа се тековни работи кои што мора да се прават во една општина и дека тоа не е нешто спектакуларно со кое што треба да се фалиме. Така, што е со водоводната и канализационата мрежа? Дали е каква покриеност има општина Карпош? Дали е насекаде застапена и што ќе се случува по ова прашање? Видите, општина Карпош е прилично, да речам, не стара, туку искусна е, да кажам, општина која што обстојува долги години, општина која што е една од првите кои што биле целосно урбанизирани во некое друго време, во некој друг систем. Под целосно урбанизирани подразбирам токму и тоа. Сообраќајни решенија, меѓутоа и водоводна и канализациона мрежа. Секако има делови од Карпош, особено во делот на Нерези, каде што се уште за жал има проблем со притисокот на вода или граѓаните не се вклучени на канализациона мрежа, исто и во Злокуќани. Меѓутоа, тоа се исто така работи кои што заедно со градот Скопје, бидејќи знаете дека и водовод и канализација се под градот Скопје, заедно ќе почнеме да ги решаваме. Ние еве почнавме со еден канализационен канал кој што е од детската болница во Козле, кој што долги години ја мачи и болницата, меѓутоа ги мачи и граѓаните, жителите на Козле, така да таму со директорот Ангелчо Андоновски се сретнавме и веднаш работиме еве на тој проблем конкретно. Меѓутоа ќе има и места, односно населби во општина Карпош, каде што иако се урбанизирани, иако со години и децени имаат и канализациона и водоводна мрежа, ќе треба сигурно да има сериозни интервенции, бидејќи се урбанизираше дополнително овој дел од Карпош и тоа се знаете како. Нови натрупани згради, нови станови, нови станари, дополнително оптеретување и на водоводната и на канализационата мрежа, така да тука ќе треба да има интервенции, односно да се санира штетата некоја која што е веќе настаната и направена. Така, се префрламе малку во друга област. Би сакала малку да позборуваме и за детската заштита, за најмладите. Не само во општина Карпош, во цело Скопје, па би рекла и пошироко во цела Македонија, е проблем градинките, односно немањето доволно простор за запишување на нови деца, а и дел од градинките се стари и несоодветни. Верувам дека во вашата програма најавивте, верувам дека ќе почнете да се занимавате и со оваа проблематика. Што ќе се случи на ова поле? Во овој поглед, во поглед на градинките и детската заштита, односно јас планирам два зафати во наредниот период, односно во наредната година, кои што треба да влезат во буџетот за наредна година. Тоа е целосна реконструкција на градинката Мајски цвет во Тафталиџе 1, но и клон градинката Мајски цвет во Тафталиџе 2, бидејќи овие две градинки за жал се подолг период запуштени, руинирани. Навечер таму ќе треба да се поработи не само на реконструкција, туку и некој да ги обезбедува ноќно време градинките, бидејќи искуството досега кажува дека тука навечер се собираат лица кои што воопшто не треба да бидат таму во близина на објект во кој што се образуваат деца. Така да овие две градинки целосно планирам да ги реконструираме и да ги осветлиме, да ги обезбедиме, а дополнително до
средината на наредна година треба и целосно да изградиме градинката во Бардовци, која што ја градиме од темел нова во основното училиште, во дворот на основното училиште Аврам Писевски. Тука имаме проект заедно со Светска банка, каде што и Светска банка учествува со своји средства, а општината учествува нормално со одреден поголем процент од средствата на Светска банка. Се отвори и повик од Министерството за труд и социјална политика пред неколку денови, повик за интерес на општините, исто за зголемување или доградба на капацитети за деца кои што одат во градинка или за дечиња со посебни потреби, така да планираме и тука да аплицираме, да видиме каде можеме заедно со Министерството за труд и социјална политика да се вклопиме. И еве која можете и вие и граѓаните да забележите, зборам за кофинансирање со Светска банка, зборувам за соработка со градот Скопје, зборувам за соработка со Министерството за труд и социјална политика, бидејќи тоа е единствениот начин како во моментов нешто да се прави во општина Карпош, бидејќи финансиската ситуација е навистина тешка. И јас таму наследив еден навистина огромен долг и морам, барем на почетокот, во соработка со други институции да изнаоѓам начини како развојот во општината да продолжи, како граѓаните да го добијат она што сум им го ветил, а при тоа за сето тоа да се најдат пари и да биде регулирано. Така, ги споминавте службите за обезбедување. Имавме можност во изминатите месеци да забележиме дека комплетно нови детски игралишта и паркови се случува да бидат руинирани, токму од несовесно однесување на дел од граѓаните. Дали во поглед на тоа ќе обезбедите обезбедување на детските паркови, дали ќе ги реконструирате оние кои што се руинирани? Видите, за жал, и понекогаш сега тука ќе бидам и критичен малку и кон себе, како граѓанин, меѓутоа и кон граѓаните, некогаш и граѓаните несовесно се однесуваат кон она што го има во нивното место на живење и не го негуваат, туку напротив. Меѓутоа, добро, затоа се тука службите на општината и на државата и на градот за да воведат ред. Апсолутно јас планирам секаде онаму каде што има некој нов плоштад, нов сквер, ново игралиште, да биде тоа обезбедувано, бидејќи залудно трошиме пари сега за нештото да изгледа убаво на отварањето, а по само 10 или 15 денови веќе да почне некој тоа да го уништува. На крајот на криштата, општина Карпош е една од општините која што е број 1 можеби во цела Македонија во однос на превработеноста, бројот на вработени по бројот на жители во општината, така да дел од овие луѓе, наместо да седат дома и да земаат плата или да седат по 20 души во една канцеларија, некој може ќе работи, ќе ги чува игралиштата. Значи секој треба да биде вклучен, така да верувам дека ќе обезбедиме и ред и поредок и дека она се што ќе се направи во општината ќе најдеме начин да биде обезбедено и да потрае, да не биде уништено за неколку денови. Така, ја спомнавте преголемата вработеност, некако само од себе ми се наметна и следното прашање. Неудамна беше многу актуелно токму прашањето со отпуштања на вработени во општина Карпош. Станува збор за прилично голем број на отпуштени административци од општината. Може ли да разјасниме за нашите гледачи што точно се случи, кои се тие луѓе? Прво, само ќе ви исправам, не се работи воопшто за отпуштања, се работи за лица на кои што договорот на дело за работен однос им траел до 31 октомври. И вакви лица во општина Карпош, кои што се со договор на дело, има, еве сега да не претерам, меѓутоа има повеќе од 270. Сега, од овие 270 лица на кои што им истече договорот за вработување во општина Карпош, на сите им истече на 31 октомври. Јас и мојот тим одлучивме дека на 43 лица не треба да им го продолжиме договорот, за разлика од другите на кои што им го продолживме сега договорот. Меѓутоа, на 43 лица не им го продолживме договорот, тие не беа избркани, им истече договорот и одлучивме дека не треба да им биде продолжен. Зошто? Бидејќи добар дел од нив воопшто не се појавувале,
долго време на своето работно место, што патем речено е кривично дело и за работодавачот, и за вработениот, го изигрувале законот, земале плата, а не оделе на работа. Така да тука не се работи само за морална, етичка, финансиска гледна точка, односно аспект на општината, тука се работи веќе и за кривични елементи, за кои што некој треба да одговара. А добар дел од останатите вработени кои што сепак се појавувале на работното место, за добар дел од нив имаме докази дека во екот на своето работно време биле во кампања политичка, не биле на своето работно место, терале политички агенди или дополнително биле во сектори во кои што воопшто не им фигурира дека треба да бидат во договорот, или па на крајот на криштата има и простории, односно канцеларии, работни канцеларии кои што би требало да се кажат во општината, кои што се преполнети со луѓе, односно работат по 15 до 20 луѓе во една канцеларија од 20 квадрати. И тука веќе никој не може да биде продуктивен во таа канцеларија. Сега замислете ние на овој простор да имаме уште 10 луѓе со нас. Ниту јас, ниту вие, ниту било кој од тие 10 луѓе ќе има концентрација и ќе има работен простор за да може да работи. Јас тоа го најавив и во кампањата. Јас планирам општината да ја водам пред се домакински. Општината не може да се расфрла со пари и нема потреба да се расфрла со пари и да има 430 вработени административци на 60.000 жители. Чисто за илустрација на граѓаните, општина Аеродром со преку 80.000 жители има околу 200 вработени. При тоа сум сигурен дека Ивица Коневски вработувал по некој основ, еве да речам, партиски, меѓутоа сепак застанал на бројката од 200. Овде се работи за бројка од 430 административци, што е навистина претерано. Дали тоа значи дека на работното место на овие кои што им завршил договорот и не им е продолжен, нема да дојдат нови? Апсолутно, јас во некој дел може да планирам некои вработувања во општината кои што еве да кажам би се броеле на една рака, колку би биле, тоа е некој потесен тимот со работници кои што нели како градоначалник имам право на кабинет и слично, кои што треба да се луѓе од доверба и луѓе со кои што верувам дека ќе може да ги спроведеме во пракса политиките кои што ги предвидовме во програмата. Меѓутоа, општината да биде вдомувалиште само за тоа што на некој кој што партиски си сработил или на некој кој што е по приватна или по бизнис основа близок со градоначалникот, тоа давам збор пред граѓаните дека нема да се случи. И дополнително мислам дека баш и потврдувам оваа теза и со самите чекори кои што ги превземав, мислам дека никој друг градоначалник, освен мислам градоначалникот на Делчево, не превзема вакви чекори на оптимизација на димензионирање на општинската администрација. Јас воопшто не го гледам тоа како проблем. Напротив, убеден сум дека граѓаните на Карпош бараат од мене секој својата плата во општината да си ја заработи со одење на работа и сум убеден дека граѓаните на општина Карпош бараат да имаме една професионална и компактна општинска администрација, а не пренатрупана колку некој само да биде лично задоволен. Проблемот со паркирањето е навистина голем, посебно во зимските денови, посебно во врнежливите денови, кога сите излегуваме од домовите со автомобили и општина Карпош не е имуна на овој проблем, како ќе го решите? Јас тоа и во програмата го предвидов. Тоа ќе го предвидиме и на неколку локации со овој буџет за оваа година. Планирам изградба на екопаркинзи, тоа се паркинг платформи над постоечки паркинг, меѓутоа обвиткани со зеленило од сите страни, со систем капка по капка и со сончеви панели одгоре, кои што ќе обезбедуваат електрична енергија, ќе прибираат сончева енергија преку ден за да обезбедат електрична енергија ноќе во овие паркинзи. Всушност, на одредена паркинг површина со ваква платформа добивате двојно паркинг место, двоен број на паркинг места, а при тоа не узурпирате друга површина, туку е тоа надпостоечко паркинг место. На ваков начин планираме да го решиме проблемот со паркирање во Карпош 4, во Карпош 3, во Владо Тасевски, тој е млечен ресторан, и во Порта Влаја.
Исто така имаме предвидено и ваква платформа во програмата и во Козле, меѓутоа ќе димензионираме каде ќе можеме финансиски годинава да го издржиме. Тоа повторно ќе кажам, бидејќи општина Карпош е во сериозна финансиска потешкотија. Меѓутоа, ова е начинот на кој што во одредени, би рекол, жешки точки за паркирање би го решиле паркингот во општината. Тој ќе си остане и понатаму бесплатен за граѓаните на општина Карпош. А она што може да биде исто така практично решение на одредени места, меѓутоа тоа сепак треба и законски да се провери како е. Знаете, добар дел од населбите во Карпош, особено Карпош 1, 2, 3 и 4, па би рекол и делови од Тафталиџе, се градени во еден поранешен систем во Југославија и се градени плански. Зграда, гаража, паркинг и малку зеленило. Сепак има места, особено во Карпош 1, 2, 3 и 4, каде што веќе е таква конфигурацијата на паркиралиштата, да точно се знае тој паркинг за која зграда е предвиден, а сепак се паркираат и граѓани кои што се надвор од општина Карпош. Тука имаме опција дали со рампа, па жителите да имаат далечински управувач само за нив, оние жители кои што се од зградата и слично, меѓутоа има и такви локации каде што и на таков начин ќе го решаваме проблемот со паркирање. Знаете дека има особено во Карпош 3, особено во Владо Тасевски кај млечен ресторан, тоа се населби во кои што има и многу фирми, во кои што, еве, кај Владо Тасевски кај млечен ресторан се наоѓа и катастарот, државниот агенција за државен катастар, и тука има фреквенција голема на луѓе кои што не се од општина Карпош и ги зафаќаат паркинг местата на жителите, така да на вакви начини, особено со рампите, јас сум сигурен дека ќе обезбедиме паркинг само за жителите на општина Карпош, кои што ќе имаат потреба да дојдат во општина Карпош да завршат некоја работа. Затоа баш на овие локации исто така ги спомнав и катните екопаркинзи, зелените паркинзи кои што ќе обезбедат повеќе места. Некаде пред самиот крај на разговорот, пред да ви се заблагодарам, уште едно прашање. Граѓаните ви дадоа доверба, убедливо победивте во општина Карпош, како ќе ја оправдате? Еве, накусто, на кој начин и што се ќе им покажете на граѓаните? Прво, целосно и транспарентно планирам да отворам пред граѓаните се што се случувало во општина Карпош. Како што го отворив бројот на вработени, кои што верувам никој во Карпош не го знаел, вклучително и јас не знаев дека има толку вработени. Така ќе го отворам транспарентно и прашањето со долгот, колку должи општината во наредниот период, ќе бидете нормално запознаени и вие како медиум. Целосно на почетокот ја отварам општината и за медиумите, ја отварам општината и за граѓаните. Веќе никнаа некои проблеми во Карпош 3 и во Козле, каде што граѓани се жалат на одредени градежни активности и им изразуваат некои сомнежи при носење деталните урбанистички планови за таму. Најотворено, најтранспарентно ги канам и ги поканив граѓаните заедно со мојот тим во општината целата документација да се отвори и транспарентно да се најдат решенија. Значи за почеток отвореноста, честноста, домакинскиот однос кон водењето на општината и отвореноста на општината кон медиумите и граѓаните ќе биде основата за почеток. Понатаму целосна имплементација на се она што го ветив во програмата заедно со мојот тим, особено обезбедувањето на зелен Карпош, здрава животна средина, нови игралишта, нови паркови за миленици, фитнес зони, базени реонски кои што ги планирам. Еве, еден од реонските базени веќе наредна година ќе го имаат граѓаните на општина Карпош. Една фитнес зона на отворена ултрамодерна, исто така ќе имаат веднаш сега, или во декември, или во ноември, ако успееме, ако не ќе треба на пролет, бидејќи знаете, зимскиот период џаби да ја направите фитнес зоната на отворено. Дополнително, еве, денови финишираме и околу договарањето со Управата за водење на матична евиденција, ќе отвориме и стурена канцеларија за вадење на изводи од матична книга во Карпош, нешто што граѓаните го немале, така да веднаш почнуваме, иако велам, превработена е општината, презадолжена е, меѓутоа кога се сака може да се најде начин. Така, имате ли време да се состанете со сите граѓани кои што ќе сакаат да ве видат, да ви послушат кој има проблемот? Се трудам.
Знаете, на почетокот додека се екипираме, додека се навикнете на новата работна средина, малку е потешко, меѓутоа со тек на време сигурен сум дека нема да има проблем и дека ќе бидам достапен како што секогаш сум бил за сите граѓани на Карпаш. Уште еднаш ви благодарам за издвоеното време, за вашето гостување во Урбаните вести на МТМ телевизија. Благодарам на вас за поканата. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што со интерес го проследивте и разговорот со градоначалникот на општина Карпаш, Стефан Богоев. Довидување. Во Македонија од утре до петок се очекуваат обилни врнежи од дожд, кои најинтензивни ќе бидат во јужните и западните делови, каде локално може да наврнат и до 70 литри на метар квадратен. Во јужните делови ќе има услови за пороен дожд и ретки грмежи. Според управата за хидрометеоролошки работи, најмалку врнежи се очекуваат во крајните источни делови. Во четврток и петок на повисоките планини ќе има и врнежи од снег. Веќе во сабота ќе има слаб локален дожд, а во недела опаѓање на температурата. Влажниот бран кој ќе зафати Македонија е последица од циклонската активност над Јужна Италија. МТМ Метео го гледаме во продолжение. Уште една информација за крај на вестите. Утре стапува во сила законската обврска за задолжително поседување зимска опрема во возилата. Обврската за задолжителната зимска опрема трае до 15 март следната година. Јас ви благодарам на вниманието. Повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер.